9 мај, денот на победата над фашизмот и 64 годишнината од поразот на Хитлеровската коалиција, Општинската организација на Сојузот на борците на Тетово го одбележа со приводен собир на граѓани и полагање букети цвеќиња на споменикот на револуцијата кај Центарот за култура и Леонтевски смок. Покрај делегацијата на Тетовската боречка организација, букети цвеќе положија уште представници на Тетовската касарна, Општинската организација на резервните војни офицери, Сдружение на граѓани и представници на политичките партии во Тетово. Одбележувањето на овој историски момент, кога во Втората светска војна 360 наши сограѓани своите млади животи ги положи на бојштата во Македонија и на поранешна Југославија, денес ги прави горди граѓаните на Тетово и Тетовско. Ние како граѓани на Тетово и Тетовско треба да се гордееме со нашата богата историја од НОБ и со тоа дека голем број на наши сограѓани борци учествуваа во Втората светска војна, од кои многумина наши млади сограѓани, 360 борци, 208 албанци и 152 македонци, срби, турци и други од Тетово и Тетовско ги положија своите млади животи на бојштата во Македонија и подрачјата на поранешна Југославија, Сремски фронт, Далмација, Истра, Хрватска и други места, за да се гаштите и идните генерации живеат во слободна, суверена, самостојна, демократска и независна Република Македонија. Оваа историска вистина не може да ја заборава сегашните, ниту идните генерации, ниту пак да допуштат нејзино известување. Оттаму кога денес ја одбележуваме 64-та годишнина од победата над фашизмот, ние граѓаните на Тетово и Тетовско се чувствуваме горди, бидејќи и ние имаме дадено свој скромен придонес со победата над фашизмот. Во победата над фашизмот. Ние денес живееме во независна и суверена Македонија, која го завзема своето достоинствено место во светската заедница на народите и државите, а се надеваме дека во најблиска иднина ќе бидеме и полноправни членки на европското семејство, НАТО и Европска Унија.